Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Вечер во интервју со Маријан Ѓорчев, интервју за македонско-бугарските односи, меѓутоа при низина сосема различна призма. Различна призма од тоа што досега беше третирано тоа прашање, како што досега беше третирано тоа прашање, со многу пикантни работи. ВМРО да помане Балканска банка, Румен Радев, потеклото на Румен Радев, Дрего Аспарухов, бугарски служби, влијание во Македонија, финансирање, мрежа, Каракачанов и така натаму и така натаму. Мислам дека ќе фрлиме една сосема поразлична светлина на целиот тој процес. Можеби најмалку емисијата за тие директни македонско-бугарски односи или предавања, меѓутоа даваме една рамка. Една рамка која можеби сум ја навестувал низ анализите, меѓутоа сега конкретно ќе поразговараме со човек кој има информации, кој бил амбасадор, кој бил на раководни позиции во врвот на ВМРО ДПМН во некои клучни години 90-тите, почетокот на 2000-те години. Останете со нас, трае доста долго интервјуто, меѓутоа сигурно ќе задржиме вашето внимание. Добро вечер. Добро вечер. Пред една година разговаравме, рековме ќе разговараме за бугарско прашање, се заострија, се влошија, стана големи тензиите, без малку нерешливи се тие работи, меѓутоа да поврземе со тоа интервју кој беше некаде пред една година, околу 130-140 илјади гледано, отворивме тогаш многу прашања. Именно прашање кое ми остана да лебди. Зошто 2001 година ние не добивме оружје од Русија, туку добивме од Украина? И ви рековте дека се учествувале во тој процес, во набавка на оружје и така натаму, меѓутоа руско оружје не добивме. Зошто? Па не може да се стигне до Путин и до Руската Федерација. Бејќи Ѓорчев, гледате, на анкетите во Република Македонија, сега говорам, 23% од населението, еден поголем дел од македонскиот народ, смета дека стратешки партнер треба да не биде Русија. И тоа се потенцира, и тоа се истакнува. 2001 година добивме украинско оружје, Да. притоа ова иста Бугарија, која е сега, или во конфликт со Македонија, не дозволи тоа оружје од Украина да биде донесено во Македонија, мораше да се носи преку Солунското пристаниште. Поентата е следна. Во Украина има една, морам да ви кажем, еден музеј во кој што се опишани, во кој што е опишана целокупната преселба на словените, и тие сметаат дека најголем број на познатите словенски племења кои што се во историографската димензија на просторот Македонија доселени, во историско-географскиот регион Македонија, тоа се ринхините, драговитите, великзитите, сагудатите, берзитите, дека тие потекнуваат некаде 200 км северно од Киев, околу реката Припјат. И тие сметат дека ние сме браќа, словенски браќа во тој контекст. Значи, тоа е нивна. И јас кога сум бил во доктрина. Украина, тоа е нивната доктрина, и така бевме примени како македонци. Право бевме со председател Трајковски и Ѓоргиевски, потоа бевме уште на две средби со разни наши министри, со Пауновски, со Кадиевски како советник и председателот, тоа беа со директорот на материјални резерви Иван Чопеловски, и кај што се обидовме да со Украина воспоставиме еден предсе економски однос, што не помина во нивната рада, во нивното собрание. Има ли ние некои сличности со Украина? Например, таму има град Виница, ние имаме град Виница. Па тоа сакам да ви кажам. Јас кога сум бил на снимање во Украина, Да. ние сме ги гледале Припјат, спомнувате реката, тоа е реката која е позната нели по Чернобил, ние од таму ја знаеме, ја знаеме таа река. Меѓутоа тоа се смета нели за прататковина уставно речено на словените, ајде да бидеме, нели смета дека таму почнува преселбата, дека таму некаде. Они сметаат по нивната таа историографија и следењето на словенските движења од нели како преселби, големите преселби воопшто од азискиот па и дел од европскиот континент на југ, тука на југот на Европа, дека ние сме многу блиски, не почитуваат. Јас тоа морам да ви кажам, таква добродетелност, такво чувство, такви емоции на пријателство, на сакање за помош. Како преговаравте за оружјето? Ние оружјето го добивме од Украина, сухоите, хеликоптерите. Да, значи преговаравме на начин оружјето и така натаму. Во дел беше со некоја размена земјоделски производи, беа потрошени парите од Македонски телеком, тогаш беше Ден Дончев, нели Никола Горески финанси. Ние имавме наши го продававме Македонски телеком и во еден најголем дел парите од Македонски телеком кој добивме таа 2000-та година, 2001 се потрошија во војната. Точно. Што се случи? Ние имавме добри во тој момент девизни резерви во УСБ во Швајцарија.
но главната поента беше да понудиме разменски однос. УСБ ги чувавме девизните резерви? Дел, не секаде. Но она што беше договарано со Украина беше со покритие на, да речеме, депозит кој што би бил од УСБ во делот на оно што ќе останеше после размената. Ако не успееме да ја реализираме, не ја реализиравме. Значи имавме намера Охис наш, кој што произведува една лиценца на ICN од Лондон, имаше препарати дифонати сурпас против жичениот црв во нивните 60 милиона хектари за пченица, јачмен, пченка. И ние се обидовме со Чука беше со нас во Украина, значи директорот на Охис, да понудиме нашиот дифонати сурпас да ги продадиме на украинската влада. Тоа се стотици милиони евра. Сате вие значи да кажете дека Украина не излезе во престрет. Апсолутно. Меѓутоа дека вие не сте можеле таа 2001 година да дојдете до Путин и до Руската Федерација за да може таму да се набави. Немало шанса, немало прием таму. Значи воопшто тешко се воспоставуваат тие релации. Нити председател Трајковски, нити премиерот Георгиевски, нити било кој од, би рекол, друга фела, освен имаше една средба на ниво на беше Добринин, не Добринин или имаше заменик председател на влада, кој што дојде во Македонија, разговараше нешто со Крстевски, но на други теми. Економска соработка. Ви знаеле ли Ѓорче дека таа 2001 година, ако бугарите имаат некој континуитет. 1999 година вие како влада тогашна, Лјупчо Ѓоргиевски и Иван Костов имат исклучително добри односи, пријателски односи. Македонија се грчи под бегалската криза 350-400 илјади. 360.000. Некој вела дека е многу повеќе, ние сме немале. Толку се регистрирани. Киро Влигоров ја дава она идеја нели за коридор. Бегалците со коридор од Косово да доаѓат на територија на Албанија. Да. Тогаш Македонија има потреба од помош. Иван Костов е бугарски премиер. Тој не прифаќа да преземе дел од бегалците што се од Косово. Напротив, ја дава она изјава која веќе нели легендарна изјава дека би прифатил македонци од Полошкиот крај Гостивар или Литово, кои би сакале да ја напуштат Македонија, тие би можеле да бидат примени, да бидат прифатени во Бугарија. Значи, и 2001 година исто така Иван Костов, начело на бугарската влада, и не дозволуват авионите да го донесат оружјето, хеликоптерите да дојдат на територија. Затоа што има врски кон НАТО алијансата. Тогаш е Михо Михов, мислам име началник на генералштабот. На генералштабот, да. Брилјантен генерал, подоцна амбасадор во Македонија, добар човек, познавач на состојбите меѓу во Македонија и Бугарија, но посветен на своите бугарски интереси. И ние преку Солун, гледате. Значи преку Солун го добиваме и го носиме оружјето 2001 година. Поентата е, добро го поставувате прашањето, се покажа дека ставот на Русија воопшто кон Македонија, уште од граф Игнатиев, од Сан-Стефанската мировна конференција, подосна ставот на Русија и првиот кнез Батенберг со помош на царска Русија, секојаш бил кон Македонија негативистички. Зошто? Затоа што нивниот двоглед на балканското прашање се подпирал на Софија и на Белград. Секогаш. И така останало до денешен ден. Помеѓу Софија и Белград секогаш Софија избирале. Да. Или до 878 година конфликтот помеѓу источно. Затоа што Белград има во тоа време Белград има и односи со Австро-Унгарија, прозападни односи. Впрочем и целата таа нивно надградување на јазикот Караџич, Јернеј Копитар се направени по линијата Виена, по таа линија. И српскиот јазик има доста германизации со џето, со чето дело тоа е. Криштата и седиштето на нивната црква во времето на турската или на османлиското робство е во таа страна, во Војводина, Сремски Карловци. И во тој контекст, значи, Русија имала негативистички став, а тоа го докаже и во конкретниот пример. Значи, ние едноставно не можевме да дојдеме до контакт со Руската Федерација и тоа си има своји причини. Тоа се длабоко историски причини и геостратешки причини. Минатото интервју ја најавив како човек кој изгуби во две клучни битки во ВМРО-ДПМН. Лидерската битка со Груевски 2003 година и председателската битка со Борис Рајковски 1999 година. Од некоја сегашна временска дистанца, мислите дека Господ всушност имал добри намери кон вас, бидејќи кога ви бевте начело на Македонија 2001 година, претпоставам ќе функциониравте многу поразлично од Борис Рајковски. Не де Боже, ќе завршевте во Хашкиот трибунал. Претпоставувам, според начинот на кој размислувате, според начинот на кој функционирате и така натаму и така натаму. Ние отворивме дека тогаш имало и средба тајна на СДСМ и на ВМРО-ДПМН во владата на Лјупчо Ѓоргиевски. Кабинетот што е до владата веднаш. Ако бевте председател на државата, како што требаше да биете 99 година,
Што ќе се случише со војната 2001? Имате право, јас сум верник у Бога и годините сега, како човек се наближува до тој пат кој што чекори, нели, како се доближува до тие години кога веќе е определен патот кон одредени места. Ценам дека Господ бил со мене тогаш кога партијата стоеше зад мене, сите општински комитети, без малку 90% од општинските комитети. Доста Димовски инсистираше на добро, тоа беше Стајковски. Доста Димовска, ја подржа Душко Кадиевски, Љупчо го прифати тоа. Грчев, 2001 година. Зборувам како било, но факт е дека... Мислите дека хипотетски 2001 година вие ќе ставите во располагање хаубици, тенкови, војска и Панде Петровски, и Методи Стамболиски, кои све не бе од тие генерали тамо, без разлика на широка влада и Владо Бучковски. Господине Васко, Македонија беше најсурово нападната од меѓународен протекторат на Обединетите нации. Вие знаете што беше Косово. Имаше 50.000 војска на Обединетите нации. И тие 50.000 војници на Обединетите нации кои што беа должни да ги штитат границите на тој протекторат, дозволија на уште во есента, октомври, ноември 2000 година, да бидат стационирани силни вооружени формации, добро обучени во камповите во Кукс и Тропоја, познати како таа, нели, УЧК, нивните елитни корпуси Кобрите, и тие се фортифицира на македонска територија без никаква дозвола, значи без никаква меѓународна дозвола, значи противправно, вооружени, нелегитимни формации кои што го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Што треба да прави Република Македонија? Совесен човек кој што начело на македонската држава. 99 година Македонија го призна Тајван. Врз база на тоа признавање, Кина става вето и не е продолжен мандатот на овие специјални сили на Обединетите нации, плави членови, профори и така натаму, кои стоја на македонско-косовската граница. Од една сегашна временска дистанца. Дали препознавате ракопис во целата таа операција? Васил Тупурковски секогаш важеше за проамерикански човек. Па дури кој ја гледаме ова серија документарна Смртта на Југославија и искажувањата на Ворен Цимерман, тогашен амбасадор на Соединетите американски држави во Белград и во СФР Југославија, ние саќаме дека Васил Тупурковски имал исклучително добри релации со американската политика. Дали намерно Македонија го призна Тајван? Гледате се околу Тајван што се случува. Клучниот конфликт помеѓу Кина и Тајван се случува сега, помеѓу Кина и Америка, случува околу прашањето на Тајван. Ние, значи, 99 година сме влегли во процес на признавање на Тајван. Беше намерно призна Тајван за да бидат повлечени сините шлемови, за да може да се изврши упад на територијата на Македонија од косовска страна? Па јас не можам да шпекулирам околу предлогот на Топурковски. Јас исто ценам дека тој е човек кој што беше добро запознат со односите помеѓу Соединетите американски држави, Канада и Македонија, затоа што пред се неговиот чичко е виден иселеник кој што живее во Канада, еден од битните чинители во македонската диаспора. Но јас бев човек кој што, морам да кажам, јавно дискутирав и изреков ставови дека имајќи го значењето и улогата на Народна република Кина во светскиот меѓународен поредок како член на Совет за безбедност и воена велесила, тој потек нема да донесе добро кон Република Македонија. И ќе ви кажем еден куриозитет. И некако тие дискусии што ги водевме во владата, сега се постава повторно прашањето кои тие разговори ги слуша, како се слушаат, како се пренесуваат. Веднаш после неколку дена кога отиде делегација со 2 авиона за Тајван, дојде кај мене човек од кинеската амбасада и ми кажа: што мислите вие за тоа што се случува околу признавањето на Тајван? Јас кажав дека од моја ъгла на гледање тоа е една, би рекол, ајде да кажам, одлука која што треба добро да биде да се провери во насока дека Народна република Кина представува сериозен играч во меѓународната политика, во меѓународната светски ред и поредок. Од тогаш години наред имав покана да ја посетам Кина секогаш од разни меѓународни манифестации во Шангај, во Пекинг и не знам каде. А кога станав градоначалник 2009 година, од повторно непознати причини, зборувам непознати причини, на конкурсот за 3,2 милиона американски долари за изграда на ново училиште, случајно општина Киселево да го доби тендерот за изградбата на основното училиште во Драчево.
Нема случајности во светската политика. Луѓето следат кој што говори и како говори. Значи, сакам да ви кажам дека и кај нас во владата имаше разномислија. Мислите дека сте били прислушувани кој влада? Па сигурно, откаде ќе знаат, јас не отидов за тај. Дека ние правиме фетишна или носите. Имаме, значи јас откаде се слуша во ова Македонија ко Казабланка. Па тоа сакам да ви кажам. Секој го слуша и то слуша со години. И уште една се потврди тоа кога бев амбасадор на Република Македонија во Бугарија, односите со кинеската амбасада беа безупречни. Тие ме покануваат секој што некакви средби, на некакви контакти. Како се вади аферата Големо Туво? Аферата Големо Туво е на некој начин претходница. Вие веќе знаете, се подготвува учека во текот на 2000 година, колку стропоја, една граница со Македонија и така натаму. Кобрид, како ги нарекувавме специјалните косовски единици, тие го прават упадот во Република Македонија. Меѓутоа се случува аферата Големо Туво. Минатиот интервју не го отворивме тоа прашање. Зоран Верушевски и зад аферата Големо Туво и зад вистината за Македонија стои. Лјупчо Ѓорѓевски тоа го призна. Меѓутоа вие тој Зоран Верушевски прифаќате во широката влада да биде шеф на ДБК. Ние немавме избор тогаш. Зошто? Немавме избор. Ситуацијата беше рекол траурна во Македонија. Ние бевме поразени духовно од тоа што се случи во моментот кога градевме такви односи со албанскиот ентитет во Македонија. Воспоставивме после 6 години многу тешка соработка, го избравме ДПА како партнер кој што беше кандидат членка за Европските народни партии. Една структура, да ги споменам, Џафери, Тачи, Насуфи, Фетаи, Етеми и ред други врвни интелектуалци од ДПА кои што беа настроени кон, така да кажам, позитивно кон државноста на Република Македонија, од унитарноста на... Тачи даваше многу тврди изјави, да кажам, во моментот дека државата мора да се брани по секоја цена. Сакам да ви кажам, во моментот кога изградивме таква кохезија, мојот најдобар пријател ви кажа во таа влада беше Бесник Фетај. Јас како македонец бев најдобар пријател со Бесник Фетај, колегата министер за економија. ДПА. И бевме духовно поразени од тоа што ни случуваше, не можеме да разбериме во моментот кога градиме Макс Пандрштулов универзитет, кога ги подигаме сите рампи за да се отвори со животот во Македонија, но со почит кон македонската унитарност, со почит кон системот, кохезивното елементи на македонскиот јазик, тогаш имавме стварно навистина шанси да изградиме едно граѓанско општество. И ни се случува упад од меѓународен протекторат на територија која што ја контролираат Обединетите нации. И затоа беше ме прашувате за реакција. Кој државник не би постапил? Ние ги изгубивте локалните избори 2000 година. Јас бев шеф на изборниот штаб и ги бевме на граница, но ги загубивме во правост. Лјупчо Ѓорѓевски рече беше Скопје го загубивме. Да, Скопје го загубивте, Битола загубивте. Прилеп загубивте, Пиргановски, така натаму, значи клучни градови ви имавте изгубено во тој период. Лјупчо Ѓорѓевски тоа рече, ако има пораст поголем од 10%, но немавме 10. Дека ќе се повлече, дека ќе распиши околу 6% беше разликата во предвремени избори. Меѓутоа е веќе ВМРО детронизирана на некој начин. На мускули ги добивате претседателските избори 99 година, ги губите локалните избори, ви се случува аферата. Локалните избори беа резултат на мускулната победа на претседателските избори 99 година. Лјупчо Ѓорѓевски 2003 година се извинува нели за изборот на Борис Трајковски. Меѓутоа според некои информации веднаш после првиот круг Лјупчо Ѓорѓевски признава дека тоа е грешка. На ВМРО ДПМН. После 5 дена изјави дека кандидатурата на Борис Трајковски е грешка. На седница на партиско раководство. Да, признава. И тоа беше вовед во една натрешна криза меѓу претседателот и премиерот. И мораше да имаме на некој начин да посредуваме секогаш одредени битни прашања баш околу војната криза. Јас како потпредседател на партијата, кој што добро стоев со Трајковски, беше шеф на кабинет во Кисело вода, а добро стоев со Ѓорѓиевски како негов министер во владата на Република Македонија и некој начин луѓето што беа во неговиот кабинет, Андри Лепавцев, Душко Кадиевски, имавме добри релации и градевме некакви посредни контакти да обезбедиме кохезија на македонското раководство. Публиката или гледачите нели заборават. Некои не биле родени, ова е на интернет публика, многу малку знае за тоа што случува пред 10, 15 или 20 години. Вие сте дел на екипата со Борис Мејковски. И некаде 96-97 година сметате дека треба да се направи преврат, како да го наречем ВМРО ДПМН, да биде елиминирана Доста Димовска. Значи, тоа се двата крака на конфликтот. Ако Лјупчо Ѓорѓевски неприкосновениот лидер, нели,
Борис Мејковски е генерален секретар, вие сте потпредседател на партијата и Доста Димовска е, ајде да речеме, првиот потпредседател на партија. Двајцата поднесот оставка, поднесува Доста Димовска, поднесува и Борис Мејковски, меѓутоа Доста Димовска поднесува оставка за да биде елиминиран Борис Змејковски. Доста Димовска никогаш вас не ви прости, секогаш ве гонеше по таа проруска линија. Вака кога ве слушам за Украина да говорите, кога борите за Кина и за Русија, може би имала право да ве гони по или да ве истражува, да ве испитува по таа проруска линија. Многу злобници ви рекле и сега Маријан Ѓорчев е советник на Христијан Мицковски токму благодарејќи на таа проруска линија што ја држи или што ја има во кариерата изминатите 30 години. И на крај вие со Доста Димовска правите коалиција против Никола Груевски. Што не можам да го сватам. Како успевате тие пируети да ги правите? Доста Димовска ве нарекуваше охо лепак кој ги лепи различните структури во ВМРО ДПМН. Најпрво кога таа проруска ориентација, ако некој има напишано анализи за односите на Русија кон Република Македонија, тоа сум јас. Секогаш го отсликувам тој негативизам на... Меѓутоа сте проруски наклонети. Имате симпатии. Не. Со симпатија говорите за Русија. Со симпатија говорите за руската политика. Не, за руското. Со симпатија говорите за Кина. Значи, вие сте спротивно од тоа што Никола Груевски беше на почетокот на мандатот во ВМРО ДПМН. И веројатно, бирајќи помеѓу вас и Никола Груевски, Лјупчо Ѓорѓевски под притисок на меѓународна заедница го избира Никола Груевски да биде негов наследник на Конгресот во Охрид 2003 година. Прво, значи, да расчистиме една дилема. Мојот став кон Русија во овој момент односно во моментот на градењето на македонската независна, самостојна и суверена држава, бил отсекогаш дека Русија после промената на системот води империјална политика кон Македонија. Империјална политика, исто како што водат и другите капиталистички држави кои што се членови на би рекол тој глобален светски ред, каде што владеат моćните, богатите и каде што владе интересот. И во тој контекст нема место да се гледа руското влијание во Македонија, затоа што тоа никош не постоело, од моја гледна гледање. Добро. Не не говориме за руско влијание во Македонија, не говориме за вашите стремежи, за вашите стојалишта, за вашите идеи, вашата идеологија. Вие сте биле секогаш проруски настроен во врвот на ВМРО ДПМН. Или пролево ориентиран во рамки на таа структура. Дури вас ви биле многу поблиски овие дејци на ВМРО ДПМН, кои ги нарекуваат левото крило на ВМРО ДПМН, или децата на Коминтерната во врвот на ВМРО ДПМН и така натаму. Димитар Влахов, целата таа една структура, нели, која се јавува и со Мајскиот договор, но се јавува и на второто заседање на НАВНОј. Се јавува и на приправењето на тогошна СФР Југославија или ФНР Југославија и така натаму. Значи, вие сте држале таа линија, тоа не можете да го негирате. Не, линијата на македонизмот, да. Затоа што кој е наклонета кон Русија. Не кон Русија, во тој момент... Советскиот сојуз. Тоа е различно или од Руската федерација? Да, апсолутно различно. Се работи за идеологија која што во тој момент е прогресивна и наспроти, би рекол, буржуаските апетити на уште неразвиените или никулците на капиталистичките творби во Србија, Грција и во Бугарија, тоа представува еден модернизам во тоа време. Тој модернизам ги освојува и Германија, и Шпанија, и Италија, и Франција. Знаете, еврокомунизмот колку долго траеше во тие земји. Зашто ја прашам? Има два елементи во вашата биографија која е објавена на сајтот на Министерството за надворешни работи. Значи, официјална биографија, која е пракет амбасадор во Софија, тоа е 2016 година, во останалите 3 години од 2019 година. Мислам дека тоа е период кога се уште Никола Груевски, Ѓорги Иванов почнува шарената револуција. Значи, таму во таа официјална биографија, значи само тоа користам, пишува дека вие сте основач на првата мешовито-македонска бугарска банка. Балканска банка АД Скопје во 1993 година. Значи, уште 1993 година вие сте, така пишува, нели, во биографијата, основач на првата мешовито-македонско-бугарска банка. Точен ли е тој факт? Точен е. Балканска банка е Балкана Мултигруп. Балканска банка е банка на Илија Павлов. Илија Павлов, неговиот дедо, неговиот татко, таткото на неговата сопруга, еден од главните официри на петото управление на бугарската, на шестото управление на бугарската разузнавачка служба. Вие сте значи основач на таа банка. Зошто? Јас ќе ви дам шанса да кажете. Значи, Балканска банка беше на некој начин
можност во услови кога не постоеше платен промет меѓу Република Македонија и Република Бугарија, многу тешко се одвиваат трансакциите, а ние како стопански субјект млекарница АД Скопје бевме принудени, мака мачевме, како да ги наплатиме средствата од извоз на сладолед во Република Бугарија. Ние извезувавме сладолед во тој момент во Бугарија, а увезувавме млеко. Од Бугарија. Како млеко суровина. После прекинувањето на снабдувањето од нашата млекара во Светозарево, кој што со декрет српските власти ни ја одземаа во 92 година со декретот на Милошевиќ, ние останавме без млеко суровина. Ние од Србија носевме 70 тона млеко секој ден во Југославија. Балканска банка и Мултигруп е најмокна компанија во Југоисточна Европа, формирана од бугарско разузнавање. Бугарските медиуми 24 часа, 168 часа пишуваат текстови како е формирана Мултигруп компанијата. Ќе ви дозволите да ви објаснам? Апсолутно, меѓутоа таа компанија мораме да дадеме некоја рамка за да може гледачите да разберат. Таа компанија Илија Павлов се спомнува во атентатот на Киро Глигоров. Љубомир Фрачковски на првата пресконференција спомнува Мултигруп или спомнува Мултигрупки, Илија Павлов доаѓа во ненајавена посета на Киро Глигоров, имат средба во Охрид, ако не се лажам, кај што Киро Глигоров подесна демантира дека Мултигруп учествува во атентатот на Киро Глигоров. За таква банка станува збор. Сопругата има 2 убиства врзани со таа банка. Сопругата, недавно од основачите на Балканска банка, е најдено обесена во стан на Водно и првиот представник на Балканска банка во Република Македонија загинува во неразјасните околности во Бугарија. Значи, тоа е, сега вие можете да кажувате сладолед, млеко и така натаму, но тоа е банка на Мултигруп, тоа е, значи, бугарско разузнавање, руска, украинска линија. Сега да дојдеме до тоа како јас соработував со нив. Може, значи, да. Јас, бидејќи немавме како да ги затвориме средствата со извозот на сладолед, бевме принудени да купуваме млеко суровина од безмалку десетици млекари од целата територија на Бугарија. Русе, Плевен, Софија, Лом. Одевме по цела Бугарија и баравме млеко суровина. Во Софија беше директор на нивната сердика професор Василев. Еден, би рекол, виден човек. Имав една информација за млекарата. Ние минатата емисија говорихме за млекарата. Има ли улога Тито Петковски во вашето доаѓање на чело на Скопската млекара? Тито Петковски е тогаш прв човек на градската организација на СКМ или на Сојуз на комунисти на Македонија. Дали има Тито Петковски никакво влијание во процесот на ваше доаѓање, да бидам честен пред гледачите? Јас спомнав таа шпекулација, ајде да видиме дали е тоа точно. Дали Тито Петковски имал влијание во вашето доаѓање на чело на млекара? Значи вака, добро што спомнавте тогаш да го отвориме ова прашање и тоа е многу важно за мене лично, затоа што јас сум дојден во млекара под едни околности кои што беа не баш многу поволни за мене. Од комерцијална банка, да. Од комерцијална банка, јас во 90-та година бев председател на основачкиот одбор на Гранскиот синдикат на банкарските и осигурителни организации на Македонија и дигнавме еден штрајк против Анте Марковиќ за зголемувањето на платите. После тој штрајк кој што ги опфати сите банки и осигурителни организации во Македонија, за мене немаше назад. Јас немаше како да останам во банката, иако имав поддршка и од клучните луѓе на банкарскиот систем во Македонија, затоа што се борев за поголеми плати на сите банкарски работници во Република Македонија. Но морав да заминам и заминав заедно тогашниот директор Филип Трајковски на сложената работна организација млекара со фармите Петровец, Бутел, Синџелич и Трубарево и кооперацијата, морав да заминам како прво финансиски директор во АД Млекарница Скопје, а мојата би рекол поддршка во тој момент на соработка 91 година. Да. Финансиски директор. Да. Во декември станувам генерален директор. На ЗИК Скопско поле. Да. На ЗИК Скопско поле. И потоа станувам 91 година генерален директор. Значи врската моја единствена со Учествува ли Тито Петковски? Не. Јас тогаш еден од идеолозите. Јас него не познав. Еден од идеолозите на СДСМ. Да. Но јас на комунисти. Јас во тој момент него ни познав Тито Петковски. Единствено знам дека на еден состанок на синдикален состанок кај што беше Ацо Маневски се дискутираше за тоа нешто требаше да се гласа во тој момент од тие социјалистички услови. Јас бидејќи не бев член на комунистичката партија, требаше како синдикат да се разгледува некое мислење за избор на Тито Петковски за некоја битна структура во тие кругови, социјалистички кругови. Ацо Маневски кој што
И многу го почитував и ден денеска, морам да кажам за него, тој ми беше еден образец за еден вистински Ацо Маневски, генерален, пораншен генерален директор на и мене ми Кондициона било банка. само толку знам, еве што ви кажав, што Аца Маневски не информираше кој е Тито Петковски, Добре, како Гочев. треба да се гласа, Добре, така што јас не Гочев. сум имал ни сознание за него. Тоа е официјалната биографија, нели тука имате дека сте били принуден управник на АД Братство единство Горно Лисич и така натаму 95-96 година. Судиите Маја Малахова и Магдалена Андонова ме назначија за принуден управник. Но да се вратиме на Балканска банка. Да. Вие значи сте били основач на Балканска банка 93 година, велите дека сте купувале млеко. Подоцна генерален директор на Балканска банка е Кирил Пендев. Да. Никола Груевски го има вработувањето во Балканска банка. Вие кога сте директор на Агенцијата за приватизација во Република Македонија, сте прва државна институција која сметката своја ја става во Балканска банка. Да. Со Кирил Пендов сте и пријател. Да. И ден денеска. Со Кирил Пендов, колку што имаме информација, сте имали бизнис. Пендев, не. Пендев. Со Кирил Пендев и со Киро Јанев, дека стана збор за одредено земјоделско земјиште во Кавадаречко, во Кавадарци, хектари земја кои се добра земја, богата земја, дека сте ги имале заедно со Кирил Пендев. Значи, вака сега, и тоа е добра, отворивте добра тема. Јас, моето пријателство со Киро Пендев и со Киро Јанев не се базира на бизнис интереси. Киро Јанев е Герас Цунев. Да. Подоцна ВМРО-ДПМ не вади аферата дека кланот на Заеви, или Зоран Вице Заев и другите, успеват за многу мали пари да ја купат Герас Цунев. Киро Јанев е избор на Доста Димовска и ваш за градоначалник на Струмица, тоа е 2000 година. Мој избор е Киро Јанев. И останал градоначалник до 2005 година. Да. Подоцна на таа функција го наследува Зоран Заев. Така. Дали со Кирил Пендев и Кирил Јанев имате заедничко земјиште, заеднички бизнис? Значи вака. Може да се провери тоа. Да, не, јас за тоа прашувам за да Маријан можам да... Ѓорчев, од оно што го има како наследство од татко му Ѓорѓи Јордан Ѓорчев, Ѓорѓи Диме Ѓорчев, значи нема ништо што се однесува земјоделско земјиште, некакви имоти, некакви објекти или некакви инвестиции. И јас единствено што имав приватна фирма Агроуниверзал со 5000 евра влог и кој што работеше на дистрибуција на доријанска маслинка, извоз на тиквешко грозје во повеќе држави од Балкан. Со ова структура, значи немате бизнес. Имам со Кир Јанев и ден денеска ми е еден од најголемите пријатели, се почитуваме, фамилиарно. Дали имате бизнес Не, релација? Нема. нити со Киро Пендев. Знам дека Киро Пендев, имам информација, јас сум од Тиквешијата, дека тој има купено некое земјиште во околу Дисан, околу Неготинско, меѓу Тимјаник и Дисан, и дека соработува со Есенич Тип, со газдата на Есенич Тип, Зоран Митревски. Тоа го знам. Тоа го зборот Кавадарчани, кога ќе седниме нели да се собериме некојаш на битни моменти од дали за Тиквеш, дали за некои други работи во Кавадарци, тогаш говориме за тоа што се случува во Господине Ѓорчев, за да може да разберат нашите гледачи. Кирил Пендев е тоа бил 90-тите години тоа што е Лупчо Нешков денес. Главен играч на Бугарија во Република Македонија. Некој ќе рече главна резидентура на Бугарија во Република Македонија. Никола Груевски го има вработувањето Балканска банка, генерален директор е Кирил Пендев. Да. Кирил Пендев, кој ја завршува својата кариера како директор на Балканска банка, е кандидат за градоначалник или кмет во Благоевград. Лупчо Ѓоргиевски тогаш застанува за неговата кандидатура. Кирил Пендев е човекот кој ги спојува Лупчо Ѓоргиевски и Никола Груевски, кој ги мири Лупчо Ѓоргиевски и Никола Груевски, кој Лупчо Ѓоргиевски нели се обидува да ја раскаже приказната дека тој ги читал написите и дебатата на Сем Вакнин на Никола Груевски во НИП Нова Македонија и во Вестникот Нова Македонија, па така го има инкорпорирано во гледачките структури на ВМРО. Па мене очигледно дека Кирил Пендев, кој му бил директор шеф претпоставен на Никола Груевски, успеа да му го наметне на Лупчо Ѓоргиевски, младиот Никола Груевски, да биде министер за трговија во неговата влада. Тоа е таа структура, главна резидентура. Дури Красимир Каракачанов, се извинувам, пред една година во директното обраќање на Никола Груевски, му вика ќе дојдам во Будимпешта и ќе дебатираме, но ти си бил брокер во банката на Мултигруп. Вие сте формирале таа банка. Значи вака, прво да расчистиме три работи. Балканска банка и Македонска банка. Формирана по законот за Народна банка на Република Македонија, кој што утврдува како и на кој начин се формираат банки во Република Македонија, и таа е Македонска банка, тоа не е Бугарска банка. Во тој момент било дозволено 70% да биде странски капитал, 30% да биде македонски капитал.
Тие 17% се бугарски капитал. Тие се бугарски капитал. И втора работа, мултигрупата, јас ќе ви кажам како се запознав, почнав да ви кажам за ваша информација. Многу чудно, господин Горчев, гледате сега и Даниела Арсовска. Била член на надзорен одбор на Капитал банка. Гледате, во такви некои банки, со руски, со бугарски, со секој друг капитал, многу често гледаме високи функционери на ВМРО да помане. На крај ќе го отвориме прашањето и за ветото бугарско, знаете, затоа ви го кажувам како некоја пледоаје, за да можеме да дешифрираме, да демонтираме бугарската политика. Да дојдеме до она што... Бидејќи вие нели се човек кој познава бугарската политика, ја сакам да ја прашам дали сте учествувале, дали сте биле дел на логистика на таа политика во Република Македонија. Значи вака, пак ќе се вратам на разговорите со професор Василев, кој што требаше да обезбеди 2 камиона или 50 тона млеко секој ден од Софија за Скопје. И по договарането на цената, а еден камион требаше од Кюстендил 25 тона, значи 3 скании требаше додат секој ден од Бугарија за Македонија, ми беше предочено дека тие не може да склучат договор со мене, како директор на Скопска млекарница, туку треба да се склучи договор со некоја групировка, чиј што директор или представник бил господинот Илија Павлов. И професор Василев ми предложи, јас тогаш во тоа време во Македонија немаше такви структури, групировки, среднавме, добро велам, што треба да направам јас, треба да седнете, вика, со господинот Илија Павлов, тој ги дефинира условите за продажба на млеко сировината надвор од Бугарија. И седнавме во Шератон хотелот. Вие се сретнавте со... Се сретнавме со Илија Павлов. Имам 2 средби битни, и втората ќе ви ја кажам, и таму видов дека тој кажа многу отворено. Ние, ако не склучите договор со нас, не може да купувате млеко од Сердика Софија и Сердика Кюстендил, затоа што ние го контролираме тој извоз на млекото од Бугарија. И за таа работа ние бараме за да обезбедиме без застој превоз, пазите, без застој, да не застанува на граница млекото, туку контролирано од царината во Софија, да не се случаи расипување на млекото, да дојде директно... Тоа 93-та година. 92-та, 93-та, 94-та, 95-та веќе бевме во криза. И сега. Главниот пиар играч. Само ајде, се може да докаже. Ајде. Тогаш видов како функционира тоа. Бидејќи ние бевме многу коректни во тој контекст. Тоа е компанија на бугарско разузнавање. Тоа е компанија во која што еве ден денеска од таа компанија, тоа не беше само Илија Павлов, тоа беше Валканов професорот, кој што денеска го контролира. Тамо се клучните играчи. Еве Валканов сега го контролира родниците Саса и Злетово. Добро, вие Илија Павлов му го давте Бучим. Подоцна како влада го носевте оној манекен да се представува како собственик на Бучим. Кога јас имав интервју со Илија Павлов ни призна дека е газда на рудникот Бучим. Значи вака, јас кажувам она што јас сум го работел и тука, бидејќи ние коректно си ги извршувавме нашите врски. Дека тој директор на Агенција за приватизација, вие моравте да учествувате во тој процес. Значи вие знаевте на кого го продавате рудникот Бучим. Јас тогаш не бев директор. Да, тогаш во тој момент 99-та. Не, јас бев директор. Влегувате во конфликт со Груевски за министар за финансии. После смената на Борис. Не, јас не сум рекол јас во министер за финансии. Министар за земјоделие. Да, ќе ви кажам и за тоа, да појасниме за вашата. Да, за Илија Павлов. За Илија Павлов. Кога ние коректно се однесувавме во тој платежно должничко доверителски однос, на време ги плаќавме сите би рекол компензаторски елементи. Ние продаваме сладолед, увезуваме млеко, но не можевме никако да дојдеме до девизна компонента. Не можевме. Немаше платен продаж меѓу Македонија и Бугарија. Ја правите банката. Тогаш. И тогаш тие дојде со идеја, дојде директорот на Балкан банка од Софија, господин Миронов, дојде во Скопје господинот Павлов, тогаш беше во прво време Жоро Чурчиски од Пловдивскиот одел на Балкан банка, и разговаравме на тема, тие дојде во Млекара Скопје, разговаравме на тема дали Млекара Скопје го поддржава тој проект. На што ни одговараше. Тогаш ние ќе добивавме тука во нивната, би рекол, нашата македонска Балканска банка, ќе можевме да купуваме со наши македонски денари да купуваме млеко суровина. И тоа беше целта за Балканска банка. Не знаете кој е Илија Павлов? Немаше потреба, со сериозни врски со Украина, со украински тајкуни, со сериозни врски со Русија, со руски тајкуни. Тоа е од диво време, се извинувам, тоа е од диво време на бугарскиот капитализам, посткомунистички капитализам. Да.
со Жан Виденов и оној конфликт на Илја Павлов со Иван Костов завршува со еден драматичен атентат 2003 година на Илја Павлов. Со огромен кратер кој се случува нели на автопатот, му подметнуваат бомба и загинува Илја Павлов, значи еден клучен играч. Спомнат во атентатот се коригира, значи само збор. После атентатот се извинија нашите кога видоа дека не е Портпаролот на Илја Павлов подоцна станува главен мајстор на бугарската масонска лоша. Сопругата, екс-сопругата на Илја Павлов, светските джетсетерски медиуми или портали, како да наречем, ја спомнува ко блиска пријателка, да не речем нешто повеќе на Силвио Берлускони. Значи станува збор за една таква структура. Партиите БСП се по целосна контрола, бугарските комунисти. Партијата на турците Ахмед Доган по целосна контрола на Илја Павлов. И на играчите околу Илја Павлов. Значи, многу сериозна структура со линии со Москва. Значи, сега вие можете да велите тоа не е така, тоа е така, но јас ви презентирам факти. Не, јас и со факти ви говорам. Значи ние немавме потреба, јас како во тие години член на ВМРО ДПМН од месен комитет Кисела вода и човек кој што се бори за својата организација, јас немав потреба да навлегувам во такви детали кои што се, да речеме, во доменот на разузнавањето и во доменот на операциите кои што значат. Само треба да отворите бугарски медиуми, бугарска преса, како се вели, да прочитате кој Илја Павлов. Јас сум ги читал тие работи, но 7 милиарди долари се проценуваше неговото богатство во златното време. Но тој е дел од таа темна историја на Бугарија, а Балканска банка си работеше по стандардите на македонскиот закон на Народна банка, на законот за банки во Република Македонија и под контрола и супервизија на Народната банка на Република Македонија. И Балканска банка ги исполнуваше сите стандарди кои што се однесуваа на тоа што представува работење во македонски устови, на македонска почва. Со македонски пари. Кирил Пендер ги спојува ли Никола Груевски, Лјупчо Георгиевски? Од моја ъгол на гледање сигурно учествува во тоа. Абсолютно. Од моја ъгол на гледање. Затоа што тоа што е Лјупчо Нешков денес беше Кирил Пендов пред 20 години. Вака сега. На бугарските интереси во Република Македонија. Значи, но Кирил Пендев, еве ќе ви кажам сега една вака пикантерија што за вас е сигурно важна. Кирил Пендев до 98 година не можеше да дојде до Лјупчо Георгиевски. Не можеше. Токму заради Доста Димовска. Доста Димовска ставаше блокада? Да, Доста Димовска ставаше блокада, под образложение дека тоа е БСП, дека тоа е друга структура, дека ние сме далеко од тие структури. И кога веќе дојде до Лјупчо Георгиевски, веќе контактите со мене се намали, едноставно исчезнаа. Оти се работи тука за практична работа. Јас сум работел на база на деловен интерес. Имаме тоа што го имате и работиме на таа работа. А тогаш кога се... Вие сте били амбасадор. Во времето кога Кирчо Киров ми се чини, или сте се подготвувале да станете амбасадор? Кога Вели Заренчев и Кирчо Киров ги даваат оние своји интервјуа, кај покојниот Ѓорги Коритаров во Слободна зона. Се подготвував тогаш кога ги дава. Се сеќавате на тие интервјуа? Како не се сеќавам? Беше испровоциран Лјупчо Георгиевски и веднаш отиде во Софија да му биде гостин на Ѓорги Коритаров. И ја имам гледано таа емисија. Нели ги имате гледана емисија? Кај што Вели Заренчев вели дека тој како амбасадор во Хрватска доаѓал во Република Македонија, контактирал. Значи тој е дел на бугарско разузнавање така натаму. Кирчо Киров е голем шеф на бугарското разузнавање, 10 години на чело на бугарското разузнавање, подосна фатен со некои пари, каса прими, спецкаси кои ги има злоупотребено, се уште се води судскиот процес, кај што вели дека ја финансирале ВМРО ДПМН во текот на 90-те години. Беше изнервиран, видно беше изнервиран Лјупчо Георгиевски, кај што таму првпат употребува формулација дека Доста Димовска можеби не работела, покојна Доста Димовска, лесна и земја за покојните се најдобро, нели? Да. И како му вели, како вели Лјупчо Георгиевски, можеби вашите биле работени од Белград. Проверете си дали Кирчо Киров, Вели Заренчев не спроведувале српска политика во Македонија, не бугарска политика. Одговорно тврдам дека, затоа и го кажав ова, до 98 година ВМРО ДПМН може да се говори се и сешто, но дека ние сме имале контакти и Лјупчо Георгиевски се право бил изнервиран, дека сме имале некаква помош, било каква помош, апсолутно. Красимир Каракачанов. Од никого. Пред 2 или 3 емисии прв пат ја презентира информација дека Красимир Каракачанов не негира, тој негираше се живо и дека има размена на студенти. Дека крајот на 80-те години Каракачанов е пратен во Република Македонија, во размена на студенти. 10 студенти од Македонија, 10 студенти од Бугарија, има размена на студенти.
Тој пробува да направи бугарска мрежа, тогаш е веќе заврбуван од бугарското разузнавање, втора управа на бугарското разузнавање, по македонскиот вопрос, како што велат тие, нели, херои се чувствуваат македонското прашање, нели? Но има информации дека дел од југославските служби, како велат во Бугарија, југословенските служби, да не речеме македонски, нели, го имат Красимир Каракачанов заврбувано. Мислам дека кога сте во Бугарија го имате следено интервјуто на Бареков, Николај Бареков. Да. Тој беше главен уредник. Европратеник беше после. Беше после евродепутат и така натаму така. Која прераскажува во едно интервју средбата која има со министерот за внатрешни работи Цветанов. Да. Кај што вели Цветанов поиска од мен или побара од мене да му најдеме работа како консултант на Красимир Каракачанов, кој тогаш беше во тешка финансиска положба и многу консумираше алкохол. Тоа е негово, значи може да се види на социјалните мрежи. Имате информација Каракачанов бил соработник на македонските или југословенските служби? Таква информација немам. Ко амбасадор не сте добиле некоја слична? Не. Нашата задача како амбасада, јас ја изведував како што треба во дипломатските кругови. Таму во Софија си имаме наш представник од Агенцијата за разузнавање, тој треба тие работи да ги... Тој што беше војно аташе или разузнавање, сега е втор човек на Агенцијата за разузнавање во Република Македонија. Да. Значи, тој е еден извонреден човек, македонец, кој што си ја врши прекрасно својата работа и можам само да му пожелам успех во неговата. Значи Бугарија не го финансира работењето на ВМРО ДПМНЕ. Апсолутно. И затоа кажувам, со улогата на Можете ли да ме дефинирате по улогата на Бриго Аспарухов? Исто голем шеф, но на военото разузнавање. Апсолутно. Генерал Бриго Аспарухов. Подоцна доста несловно е завршил својата кариера, е депутат на БСП, влегува во политички води, ако не се лажам, кандидат е за градоначалник кмет на Софија и ги губи тие избори. Има ли ВМРО ДПМНЕ до 98 година контакти со Бриго Аспарухов во процесот на доаѓање на власт на ВМРО ДПМНЕ во Република Македонија? ВМРО ДПМНЕ не како партија нема такви контакти, меѓутоа пак ќе кажам со должна почит кон нели кажавме кон сите кои што се заминати од овој свет, а јас лично сметам дека и добро ја познав госпожа Димовска, таа имаше контакти. Лоста Димовска. Да, и не само за време на периодот 96-7-8, туку ги имаше и во времето кога го правевме политичкото крило. Кога таа се приклучи кон мене како политичко крило во ВМРО ДПМНЕ и нашата разделба со Димовска од политичкото крило и јас го прекинав политичкото крило на момент кога на една среда во просториите на кај што работеше Лоста Димовска беше порано таа просторија на Глас, нашата новина, партиско гласило Глас, тоа беше над Рекорд. Тука кај фонтаната. Да, тука имавме просторија на нашето партиско гласило и тука тоа беше на некој начин местото кај што Лоста Димовска ги обавуваше своите политички функции после падот на ВМРО 2002 година и после незиното на некој начин дистанцирање од раководството на ВМРО ДПМНЕ и кога прв пат се формираше ВМРО Народна партија и се правеше двојна прослава. Едната беше во Музеот на современа уметност, таму правеше Никола Груевски, а ВМРО Народна на првиот, би рекол, првата прослава како ВМРО Народна на денот, 17.6. денот на формирање на ВМРО, ДПМНЕ правеше во Пантелеймон. И јас напишав ја правев едно комунике, само да завршам, во кое што кажав дека политичкото крило на ВМРО повикува на единство, треба сите да се сплотиме околу 4 символични букви, историското ВМРО, нашето ВМРО ДПМНЕ и дека ние нема никаде да одиме. Веднаш потоа Димовска ме повика утре и ми каже јас морам да одам на прославата на ВМРО ДПМНЕ каде што Груевски ќе држи. И отиде со неколку соработници неизини. И јас само и реков доста од денеска завршува нашата соработка во политичкото крило. Ти влезе со молба да влезеш во политичкото крило, што јас го направив, кој што имаше за цел да ги смири фракциите во ВМРО ДПМНЕ. Затоа претрпевме и јас и ти лични консеквенции и штети, но ваквата одлука, од кога јас дадов соопштение во вечер во Утрински вестник и во Дневник, а ти сега ќе одиш таму на таа прослава, без консултации со мене, тоа представува прекина нашата соработка и таа само ми рече, ама мене ми се јави од Софија.
Кажете дека Бриго Аспарухов си имено? Па кој друг? Јурчев. А Бриго Аспарухов завршува неславно кога Прванов во неговата кандидатура, кога стана Прванов шеф на бугарската, председател на бугарската држава, се кандидира два кандидата за шеф на бугарското разузнавање. Едниот беше Бриго Аспарухов, другиот беше човекот што го избра Прванов за шеф на бугарското разузнавање. И Прванов отворено даде изјава дека нема намера човек на британското разузнавање да биде избран за шеф на бугарското разузнавање. Значи тој го дефинира Бриго Аспарухов како шеф на британското разузнавање? Ѓорѓе Прванов го дефинира како човек резидент на британското разузнавање на Балканот. Тоа е изјава на Ѓорѓе Прванов и дека не може да дозволи човек кој што работи за туѓи интереси да биде дел од тоа што представува бугарскиот национален интерес. Јурчев. Тука се поставува сега прашањето. Сега имам јас тука две прашања. Првото прашање е дали имало средба во Солун на Љупчо Ѓорѓиевски, Доста Димовска, со генерал Бриго Аспарухов пред доаѓање на власт на ВМРО ДПМН? Значи, вие велите Доста Димовска, ја прашам, дали имало средба на Бриго Аспарухов? Сигурен сум дека Доста Димовска можела тоа да го организира. Дали сте вие присутен во Солун во тој период? Па сега јас не сум на таа среда присутен. Дали сте присутен во патувањето во Солун со Љупчо Ѓорѓиевски, Доста Димовска и Душко Кадиевски е четвртиот? Тука сум присутен, но не сум присутен на состанокот. На средбата. Не сум присутен. Сега не можеме да говорам за нешто што не сум бил присутен. присутен. Тој каде, во хотел Македонија Палас? Да. Тој не сум бил присутен на средбата. Таму е средбата, кај што се договарат македонско-грчките односи. И таму е средбата кај што е Манел Малелис или популарниот Маноли и прави сите контакти со високи представници на македонската политичка сцена, Љупчо Ѓорѓиевски, Никола Груевски, Ганка Самилова Цветанова и Сашко Кедев, мислам дека имаат со Емануел Малели средба 2004 година исто во Македонија Палас. Моите информации говорат тоа. Дали имало средба? Која е та, 97 или 98 година? Па тоа ќе да е 98 година. Значи пред да дојдете на власт. Значи мора да има печат, верификација од Бриго Аспарухов. Па во контекст на тоа што претставува, да речеме, од аспект на интересот на западните сојузници, во делот на грижата нивна за нашиот евроатлантски пат, кој што ВМРО ДПМН го прокламира уште 90-та година. 17.6. Турчев. Информацијата од Софија вела дека Бриго Аспарухов го има на линија царот Симеон Саксобурготски. И дека Бриго Аспарухов го враќа царот Симеон Саксобурготски и го прави премиер на Република Бугарија. Какви се вашите информации околу тоа прашање? Од мојаго нагледање, царот Симеон Саксобурготски беше обид на, би рекол, западниот свет, на западниот граѓански свет, да демократизира Бугарија, да овозможи царската лоза со нејзините контакти во, би рекол, тој монархистички тежок свет, кралот Густав Шведска, кралот Карлос, сега Фелипе на Шпанија, принцезата Маргарита од Холандија, Великобританската монархија и сите монархистички ложи што се во Европа и нормално дека најподобни ликови кои што и биле на некој начин водачи во тој момент на Република Бугарија на низинот пат кон Европската Унија представува монархистичката лоза или наследникот на Борис III, цар Симеон II Саксобурготски. И тука е битно Бриго Аспарухов го има на линија Симеон Саксобурготски? Соработник или... Видите, сам да кажам дека бугарското разузнавање е исклучително мокно разузнавање. Тоа ми е суштината. Значи, ние имаме проблем со едно исклучително мокно разузнавање, исклучително мокна држава. Стара држава од 1880 Не само што е стара држава, туку таа ја игра првата борбена линија на советските интереси на Балканскиот полуостров. Бугарската армија може во рок од 48 часа да добие нуклеарна борба од бомба до 10 ноември 89 година. И како вели поранешно шеф на кабинет на Тодор Живков, со таа бомба можело да се нападнат на Данелите и Босфорот и да биде срушено тамо се. Зборам во време на студената војна. Значи, станува збор за едно исклучително мокно разузнавање. Бриго Аспарухов го има ли на линија Симеон Саксобурготски, што велат вашите информации? И дали со влијание на Бриго Аспарухов се враќа или доаѓа Симеон Саксобурготски во Република Бугарија? Не само со влијание на Бриго Аспарухов, со влијание на целата западна граѓанска, би рекол, артилерија и сето тоа што представува западно граѓански вредности, пак ќе кажам, Бриго Аспарухов може бил човекот кој што ги водел некакви оперативните. Да, логистички работи, но тука стои многу потешка, би рекол, димензија на тоа Бугарија да се отргне
Видете 50-50 Бугари, кај дојме, но сакам за значи, Брегова Спорухов. Брегова Спорухов, значи тука се работи за тоа царот Симеон Сакско-Бурготски ја внесе Бугарија во Европската унија. Тоа е. И таа правилна одлука што во тој момент мислам дека службите кои што се наклонети бугарските разузнавачки служби прозападно ја донеле и успеале да ја внесат Бугарија заедно со Романија во Европската унија. Имаме интервју на Александар Чирков. Тој е главниот кардиохирург. Тоа е с кафето, така сека. Тоа го имам цитирано пред две емисии, кај што тој раскажа својата средба со Людмила Живкова, керката на Тодор Живков, која бара од него дека тој во Германија и работи во дали Берлин, дали Бон, веќе не се сеќавам, дека треба да се врати во Бугарија, дека Атанас Малеев, кој тогаш министар за здравство во Народна република Бугарија, е брат на незината мајка, и сега Александар Чирков, кој е многу битен за нашата приказна, бидејќи е голем пријател со Илија Камчев, таткото на Јордан Орце Камчев. Слика има Илија Камчев 2 на 2 во влегувото Света Катерина. Да, има слика. Имате слика 2 метра на 2 метра од Илија Камчев како еден од големите донатори на Света Катерина. Во тој интервју Александар Чирков вели дека тој е човекот кој ги поврзува Симеон Саксо-Бурготски и Бојко Борисов. Како вели, треба тогаш на Симеон Саксо-Бурготски да му се обезбеди обезбедување или охрана, јас му го предлагам Бојко Борисов, а Бојко Борисов го запознам кога е обезбедување на Тодор Живков. Гледате како еден човек во една точка, тој Бојко Борисов ги спојува двата краја, двата дела на бугарската држава, царската и комунистичката. Па тоа е веќе како да кажам, Тоа е суштината на македонскиот проблем, господине. Апсолутно, јас знам дека е суштината, затоа кажам. Тоа е веќе јас таму одам, таму ве влечам. Не, но видете во моментот кога Орце Камчев не е избран, затоа јас ве викнав. Вие сте биле во Комерцијална банка. Да. 97-96 година. Јас се отварам аферата со Комерцијална банка и после таа афера паѓа Александар Маневски. Тоа е голема афера, стога сум уредник на телевизија. И начело на Комерцијална банка доаѓа Хари Костов. И почнува да се гради големата Комерцијална банка. Дури 2000 година, тоа кажавме претходно од интервју, Лупчо Ѓорѓевски на Камен мост држи митинг против Комерцијална банка. Во време на Љубе Бошковски, Хари Костов е сослушуван во општинската, како се кажа, во полициска станица во Карпош и така натаму. Говориме за Комерцијална банка, мокна банка, само парафразирам јас одредени нели временски работи кои се случуваат и кои се многу битни за политичките разврски во Република Македонија. Целата оваа структура и целата оваа каша околу Бугарија почнува во моментов кога Јордан Орце Камчев не е прифатен да биде почесен конзул на Бугарија во Република Македонија и кога Зоран Заев можеби ветил, а не успел да ја продаде Комерцијална банка на бугарските интереси или на Бојко Борисов. Од мојаго нагледање, проблемот со Бугарија не датира од 8 септември 1991 година, нашата независност и самостојност, датира од формирањето на македонската држава 2 август 1944 година во една антифашистичка борба и создавањето на тоа што представува македонски државен субјект, кој што сам по себе ги носи атрибутите нација и јазик. Тоа за Бугарија е неприфатливо. Е неприфатливо од самиот почеток, така што тука лежи коренот на проблемот. Ескалацијата не се случува. Значи Бугарија го предлага Јордан Камчев да биде нивни почесен консул. Македонија не го прифаќа. Има уште еден обид на Бугарија да го инсталира Јордан Камчев како почесен консул и тоа Македонија не го прифаќа. Не успева да ја продаде Комерцијална банка. Вие се, мислам, сте морале да бидете подготвени кој е амбасадор во Република Бугарија. Некаде почетокот на 2009 година, тогаш е Бојко Борисов се уште кмет, градоначелник на Софија, тој има она легендарна средба во Чикаго со представници на бугарската диаспора. На таа средба присуствуваат и Милен Врабевски и Ради Точев. Тоа се главните играчи на Бојко Борисов кои учествуваат во разврските во Република Македонија. Некои злобници би рекле во аферата Рекет. Не знам. Некои злобници би рекле во аферата Рекет. Бидејќи во исказите на Јордан Камчев тој призна дека имал бугарски пријатели кои му помогнале, снимиле, направиле, тој Фросина Раменски го кажа во претходното интервју. Но случајно на таа прва средба кај што Бојко Борисов и има со диаспората бугарска во Чикаго, тоа е почетокот на 2009 година, присуствува и Милан Врабевски, присуствува и Раде Точев. Тоаш Бојко Борисов вели дека Бугарија треба да го следи грчкото сценарио што е во ваше време, од Коста Семити спроведено. Грчки инвестиции да влезат во Македонија,
да имат контрола на македонската економија, тогаш многу полесно, како вели Бојко Борисов, македонците ќе прифатат дека говорат на развален български јазик. Тој концепт на перманентен бугарски притисок, можеби има една допирна точка со ова што го говорите во делот на економскиот момент, затоа што точно е тоа дека Бугарија првпат застанува по македонското прашање заедно со Грција. И тоа е големата грешка на Бугарија. Сигурно е дека очекувањата од подпишање од договор за пријателство, добрососедство и соработка означува и обид на Бугарија да пенетрира со инвестиции во клучните сектори во Македонија. Кои беа тие? Тоа беше Телекомот, Вива Телеком. Виваком беше заинтересиран да влезе во македонскиот Телеком. Бугарскиот банкарски конзорциум, кои се тие, не ми е познато, да влезат во комерцијална банка, и Валканов и неговите фирми да го купат Фени Кавадарци. Тука имаше доста дебата во тој дел. Има и други компании кои што треба да влезат. Има интерес и за нафтениот бизнис. Има интерес нормално. Тука има интереси околу Гама, тука има интереси околу гасот, тука има интереси околу интерконекторот што треба да биде во Струмица, но во тој контекст точно е следен грчкиот пример, во право сте. Значи, и тие прекопиран сака да биде. Особено пак ќе повторам. После подпишувањето на договорот, кога се интензивира? После подпишувањето во јунскиот договор во Преспа во Нивица, со меѓу Грција и Македонија. Кога ги отцртува Бугарија црвените линии? На 10 декември 2018 година, 5 месеци после подпишувањето на договор меѓу Грција и Македонија. Тогаш почнува првото навестување на можна бугарска блокада од црвените линии. Што значат? Кој не исполни? Така е. Апсолутно нема шанси да ги исполни. Основа за блокада. Основа за блокада. И во тие 5 месеци, според мене, се одвива клучното, клучниот бугарски интерес за влез на бугарски капитал во Македонија во клучни сектори, кои што тоа го направи и Грција во нафтениот сектор со Окта, со комбинатот за мермер, кај што влезе Кириакидис во Прилеп, со тутунската компанија Михалидис, со ред други компании, Стопанска банка, National Bank of Greece купи. Едноставно, Бугарија го преслика, Житолукс, Ацос Имоцки да влезе. Усија пред тоа беше. Ристо Гушков, Скопска пивара. Пред тоа. Но тоа е концептот. Тоа е концептот. Тука Бугарија сакаше тој модел да го преслика. Не ми е познато од кои причини и како тоа е отклонето, но факт е дека според мене тоа е една од причините. Причините, но не и она што представува историски континуитет на бугарската блокада. Мислам, тоа е така. Значи, ние не можеме да негираме дека тие самото постоење на Македонија за нив е проблем. Така е. Говориме тука нели за некоја рамка во која се случува последната ескалација на целиот судир, ќе дојме, сакам да го финишираме Бугарија, пошто тамо ќе барем пола сат ќе разговараме. Во вашата биографија пишува дека сте оснивач 1993 година и председател на Пан Европа Македонија. Пан Европа Македонија е нешто што представува, како да кажам, наш обид да се доближиме во тој момент. Тоа е Паневропската унија, така? Паневропска унија, кај што тоа е Хабсбуршката монархија. Председател беше почесен Ото фон Хабсбург. Неговите потомци, двата принца Георг и Карл, едниот во Виена, другиот во Будимпешта, се наши пријатели. И третиот поданик, потомок, неговата ќерка Валбурга фон Хабсбург Даглас, е видна политичка личност. Кога ја формирате вие таа Паневропска? Во шведскиот политички систем. Кога ја формирате, која година? 93 година. 1993 година. Знаете зашто ја прашувам? Не велат дека вие учествувате. Значи не велам, само да дам некоја рамка. Председател на Паневропската унија во Словенија е Ларис Гајзер. Да. Новинарот на Лаверита, која вади аферата Рекет. Боки Тредичи и Катиче Јанева. Ама Ларис Гајзер е подосна доведен во словенечкото раководство. Да, тој може бил некој член. Он го наследува. Да, јас го познам во последните 7-8 години. Пред тоа Ларис Гајзер не бил активен. Биле многу по елитни, би рекол, словенечки политичари од старата гарда во Паневропа Словенија. Но тој ја вади таа афера. Тоа сам да кажам дека ВМРО ДПМН има традиционално добри односи со таа структура, со Паневропската унија. Така е спакувана аферата, не велам дека сте вие, така е спакувана аферата Рекет со Ларис Гајзер.
Пан-Европа Македонија, Не велам дека е прекласно, само да кажам. апсолутно. Само Значи, да кажам дека можам веднаш да демонтирам дека такво нешто. Про-германско влијание, а не тоа влијание го гледаме и во процесот сега на спасување на ВМРО ДПМН, и во процесот на спасување кој Никола Груевски ми се чини дека има средби со представници на таа паневропска унија и тие структури во Виена, кога е упадот во македонскиот парламент на 27 април. Само да кажам дека тоа е дел на тоа десно крило и десно функционирање кај што ВМРО ДПМН припаѓа. Морам тука да кажам сега, значи јас сум актуелен председател на Пан-Европа и Се уште сте? Се уште сум веќе од 2009 година, но морам да ви кажам дека ние сме можеби единствената. Кој членува таму? Од Македонија? Игор Гиевски да не членува? Не. Таму е јас сум председател, генерален секретар Андреј Лепавцев. Тоа е таа линија, така? Да. Андреј Лепавцев имаше едно размислување Андреј Лепавцев да биде лидер на ВМРО ДПМН. Значи тоа е едниот крак, една линија. Дел на старото ВМРО-ско членство бара Андреј Лепавцев да биде. Но морам да Ларис Гајзар има средби со Лепавцев, со луѓе на Ѓорги Иванов, со Ѓорги на Борис Трајковски. Значи Андреј Лепавцев беше советник во кабинетот на Никола Груевски. Така. И беше дипломат во Брисел. И беше советник на Борис Трајковски. Беше на совет, неговата кариера е безупречна. Од една страна е Никола Димитров и Стео Пендаровски, кој се министар за надворешни работи или вице-премиер за евроинтеграција во влада на СДСМ и председател на држава влада на СДСМ или во време на СДСМ и Андреј Лепавцев второто, значи Борис Трајковски има две крила, значи кај него во кабинетот. Андреј Лепавцев е крилото на ВМРО ДПМН, а Стео Пендаровски, Зоран Јолевски и сите други што дојдоа во тој момент, па и Никола Димитров се кадри на Достадимовска. И се смета. Значи има тука голема разлика. И се смета дека тоа паневропско движење, не велам во Македонија, но тоа паневропско движење има блиски релации со езуитите, кои се исклучително мокни во католичката да ви црква. кажам сега, да бидеме отворени. Паневропа Унија Македонија екзистира и постои исклучиво само со нашиот самопрегор и обид, значи се финансираме сами. Нема интерес за вас многу. Па еве да ви кажам, ние сами се финансираме од своите семејни буџети, од нашиот личен живот издвојуваме. Сега сте советник на Мицкоски, советник на извршниот. Бела дека ова смирување во ВМРО ДПМН, тоа личи на вас. Ако Достадимовска ве нарекувала охо лепак на ВМРО ДПМН, кој ги лепи различните структури, целата приказна, ова не личи на Христијан Мицкоски. Тој во 4 години влезе во конфликт со сите и одеднаш од кога вие станувате советник на извршниот комитет на ВМРО ДПМН на Христијан Мицкоски, Христијан Мицкоски ги смирува односите, море, со градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, со целата таа структура. Значи, се читали ракописот на Маријан Ѓорчев во тој процес? Морам да бидам, значи, на смирување на крилата во ВМРО. Тука се работи за една моја ориентација до крајот на животот да бидам полезен за ВМРО ДПМН, а моите контакти со раководството на ВМРО ДПМН се многу ретки, и исклучиво по прашање за кои што, мислам, се бенигни прашања, за кои што нормално еден искусен човек кој што долги години во ВМРО ДПМН соработува со чисто срце и со добри мисли за да помогне на ВМРО ДПМН. Значи многу едноставно работат. Тука нема таква димензија јас да сум нешто значено во ВМРО ДПМН, туку едноставно сакам да помогнам. Сакам да помогнам во тој контекст. Ми пречи тоа радување на ВМРО ДПМН дека Бугарија ќе ни стави вето. Па гледате Антонио Милошевски, па гледате Илија Демовски. Па тие, знаете, со уживање пишува дека Македонија ќе се одвои од Албанија, дека се од Америка седи се слика тамо со лобисти, со тинтенкови, он пишува дека Македонија нема да добие датум за почеток на преговори. Од каде тој порив, не можам да ве разберам. Ама вчера имавте интервју на подпредседателот на партијата, господинот Александар Николовски, кој што тој верува дека моли, се надева и очекува, се радува Македонија да добие датум. Ама господине Ѓорчев, па тоа Александар Николовски и дава алиби на Бугарија. Па 2 години говори дека Македонија не добива вето поради Бугарија и бугарските интереси, туку добива вето поради криминалот на владата на Зоран Заев. Па нема подобро алиби за Бугарија од Александар Николовски, кој вели не се виновни бугарите што ни ставија вето, виновен е кланот на Заеви кој многу краде и прави марихуана. Прито не сака да каже дека блиски негови роднини, први братучеди или што не, се начело на компании кои гледат марихуана. Не сака да каже дека луѓе блиски на партијскиот лидер добили исто лиценци за марихуана. Сам да кажам,
Видите, се радувате за Ќе бугарско му вето. дозволите ли нешто да кажам? Ама се радувате за бугарско Не, вето. не. Ама нема се извинувам. ВМРО ДПМН не може да се радува за нешто што е извор на негова ориентација од 90-та година. Ако некој има право да зборува за евроатлантски вредности, тоа сме ние. Ако се сеќавате, кој го подпиша првиот договор за слободна стабилизација и асоциација? Кога првпат Македонија отвори би рекол хоризонт, прозорец кон Европа? ВМРО ДПМН, 9 април 2001 година. Кој ја покрена тужбата против Грција во Меѓународниот суд на правдата во Хаг? ВМРО ДПМН. Кој ја доби тужбата во Меѓународниот суд на правдата во Хаг? ВМРО ДПМН. Државата Македонија, Република Македонија доби тужбата. Значи, ВМРО ДПМН е партијата која што е во сршта, ние кога велиме државотворна партија, тоа зборуваме уставна партија. Значи, ВМРО ДПМН не може да се радува на нешто кога Македонија назадува, кога оди назад. Добро. Но домашната работа си е домашна работа. Ние не добивме пазете, 9 години, само да докажам. 9 години ВМРО ДПМН од 2008 до 2016 година добиваше препораки од Европската комисија, што е Европска влада, дека треба да отпочне преговори со Европската унија. Јас се сеќам на тој еден разговор на Никола Димитров и Боријан Јовановски од просториите на Европскиот парламент, колку се радува што ВМРО ДПМН не доби препораки. Препораката на Европската комисија од Европската влада беше толкувана со политичка интерпретација од лидерите на самитот на Европскиот совет, кој што некако така од рака 9 пати го одбиваа предлогот Македонија да почне преговори со Европската унија. Кој се радуваше? Се радуваше Боријан Јовановски, се радуваше Никола Димитров. Кажува дека тоа се препораки неважни, има многу лоши точки. Кога ВМРО ДПМН отстапило од тие евроатлантски вредности? Сега може да прашам така. Да, повелите. Јас сакам да кажам кога отстапило. Кога е референдумот на 8 септември 1991 година, Да. ВМРО инсистира да нема референдум, туку да се гласа во парламентот. Да, по хрватскиот модел. По хрватскиот модел. Врз база Има причина за тоа. Да, тој Лјупчо Георгиевски во интервју во емисијата во Центар го кажува, не верува дека македонскиот народ може да изгласа на референдум независност И на со Република работката со ХДЗ укажуваше на тоа дека треба да имаме идентични, Исти центар е, исти центар е ГНМС-то, затоа и паневропско унија ве прашувам, затоа ве прашувам сето тоа друго. Меѓутоа врз база на тој референдум, Хрватска не добива од Бадентерова комисија зелено светло да стане независна држава, добиват Македонија и Словенија, токму поради тоа што таа волја на населението е изразена на референдум. Да, но Хрватска е членка на Европската унија. Да, добро, имаме во глобален контекст. Така е, мораше се договори со Словенија околу Пиранскиот залив. Се договори. Ние имавме многу потежок процес со Грција и со Бугарија, затоа не сме членки. Не за нешто друго. Сад се извинувам. 93 година Македонија станува членка на Обединетите нации. Да. Со поранешно со мали букви. Да. Југословенска република Македонија. Вие сте против тоа. И денеска сум против. Предлогот на британската дипломатија, кој Киро Глигоров го прифаќа, Република Македонија Скопје, исто е неприфатливо за ВМРО ДПМН. Го тепавте Денко Малевски во македонскиот парламент, така? Во кога бил тепав? Тоа е во кога ВМРО ДПМН е пратеничка група има до 94 година. Да, кога бил тој физички насил? Не, само да ви кажам, пошто вие имате европски вредности. Па нема потреба да имате, па не е суштината да имате европски вредности декларативно. Сите клучни работи кои ја носат или ја доближуваат Македонија до Европска унија, вие сте биле против, сте биле на обратна страна. 95 година е времена спогодба. Да. Дали ВМРО ДПМН не прифаќа времената? Не ја прифаќа времената спогодба. Па не бевме во парламентот. Па не проблем вие да ја прифатите и надвор од парламент, вие сте втора политика, ма не си. 2001 година Лјупчо Георгиевски потпишува, вие до ден денес го спорите, рамковниот договор мора да има соопштение на Џо Бајден дека тој што не го прифаќа рамковниот договор и преспанскиот договор ќе биде на црната листа на американската дипломатија. Па имате преспански договор, ВМРО па не го прифаќа преспанскиот договор. Па имате територијална организација која е основа за добивање на кандидатски статус за Република Македонија, ВМРО ДПМН не протестира против таа територија. Па вие по сите клучни прашања кај што Република Македонија се доближува до НАТО, вие сте на спротивна страна и велите имаме европски перспективи. Добро. И вие сте биле декларирана европска партија. Па добро. Што тоа ако сте декларирани? Сега да прашам. Па суштински што сте направиле? Ништо. Да прашам сега. Ајде. Дали тој спор помеѓу Република Македонија и Република Грција постои во меѓународното право? Некоја земја да и го оспори правото на друга земја да се нарекува така како што народот
избрал на референдум. Господин Грчев. Не дали постои такво нешто меѓународно право? Са видите, ја и вие ќе разговараме емотивно, Не или ќе емотивно, разговараме конструктивно, политички, да. Дали политички. постои таков спор? Не постои таков. Не постои. Дали добивме пресуда во Хаг? Да, и што ќе правиме со таа пресуда? Како што ќе правиме? Па Филип Рикер Добро. заглави во Милано, Добро. иако Никола Груевски беше негов играч. Во ред Филип е. Рикер инвестираше во Никола Груевски. Гледате како сега сите играчи Добро. на Филип Рикер се дистанцирани од политичката сцена во Република Македонија и се подготвува терен, претпоставувам, за екипата на Кристофер Хил кој ќе дојде во Белград да биде инсталирана во Република Македонија, но не е битно, тоа е некоја друга тема. Да. Сам да кажам дека врз база што ако таа пресуда добивме како меним таа ми годи, ме Не, прави само тоа е среќен, ме прави среќен, но таа има ли оперативна? Та не застарува никогаш. И што ќе направите со неа? Па, Нема што ќе направите? па тоа значи Ама ние живееме во реален свет. да, Значи, ама тој реален ние свет живееме означува во- дека во ние реален- еден ден мора да бидеме примени и под затоа што тоа е правна облигација на Грција. Па што не стани Косово? На Косово го нема тоа, нема што нема не стани. добиено во Нема Хаг. што не стани Косово членка на Обединетите нации. Што не стани? Ние сме направиле со поранешна Југословенска република Македонија. Да. Па сме прифатили со време на спогодба да водиме разговори Да. околу разликата, само околу името, подоцна се прошири рамката, што е грешка на Република Македонија. Па тоа за тоа Подпишана говориме. е 95-та година. Можела, сигурно, можела да биде укината една година пред истекот. Пошто на 7 години е рок на трајање на таа времена точно. спогодба. Значи 95-та е подпишана, рокот е 2001 година, влада на ВМРО да помане. Па има рок 2008 година, повторно е влада на ВМРО да помане. Па има 2015 година, повторно е влада на ВМРО да Па помане. говориме за политики И сега, ВМРО, нели? не, ама не, сам да кажам. Значи, вие се велите, тоа не застарува. Не застарува Да, никогаш. ама ние врз база на таа времена спогодба сме обврзани да, а Грција е обврзана да не става вето на Република Македонија. При прием во асоциација кај што Грција е членка. И велите дека времената спогодба која не сте ја прифатиле, која никош не сте ја Само- прифатиле, била основа за пресудата во Хаг. дистинкција, ние бевме, ако се сеќавате, го не учествувавме на изборите 2004 година, се полековме во вториот круг и бевме вон парламентот. Добро. Тогаш Сојузот за Македонија имаше некаде околу 100 Да, ама Ѓорче. пратеници. Ние јасно го кажавме нашиот став. И околу промена Па, на еден знамето, месец, еден околу месец. промена на знамето, ако се сеќавате, протестиравме, имавме митинг 60.000 граѓани на Македонија собравме во Па вие бевте ноември. председавач, па вие бевте председавач на Конгресот на ВМРО да помане кога е сменето. Знамето на тоа е партијата. реалната политика. Да, кога е сменето Ама знамето. тоа е реалната на политика, затоа велам дека И ВМРО води 2000 ДПМН е реална политика, и Васко. 2006 година, па видите, вие имате митинг на ВМРО ДПМН, погледнете ги на социјалните мрежи членството на ВМРО ДПМН, има знамето од Кутлиш, од Вергина или како Добро, да а речем. дали е тоа национално знаме на македонците? Па јас Во атласите и во атласите, европските атласи, ако ги видите, ако видите британика енциклопедика, кои се двата национални символа на Македонија? дали вие ко политичари Да. имате задача на светот да му докажете дека Македонија е во право за историјата, или ко политичари имате задача да ги решавате клучните проблеми на Република Македонија? Дали ВМРО ДПМН СДСМ некоја крупна политичка партија излегла на избори и рекла Македонија нема да стане земја членка на НАТО и НЕУ? Таква непознава партија. Ни ВМРО, ни СДСМ, ни ДУИ, ни ДП, ниту една голема партија. Добро. Кога се прави ова ново парламентарно мнозинство на 11 ноември кој треба да финишира со нова влада, таму ви се 3 или 4 албански партии кои велат бараме од ВМРО ДПМН јасно да се произнеси дека ги почитува Преспанскиот и Охридскиот рамковен договор. Вие сега ме враќате, велите, се сакате да кажете дека ние сме право за историјата и што? Ево право сме за историјата. И во наредни 30 години ние со Бугарија ќе спориме за историјата кој што споревме со Грција. Ние нема да спориме, ние си имаме наша историографија. Охридскиот рамковен договор еве го доправте. Грчев, Во кој контекст ВМРО не го почитува? ако Македонија Не, се Васко, во одвои, кој контекст не го ако- почитувал Охридскиот рамковен договор ВМРО да помане? Па ние го подпишавме, ние бевме на власт. Без референдум. врз база на Го подпишавме и го врз ба- имплементиравме врз после база, тоа. врз база на Охридскиот рамковен договор е направена територијална организација. Направена е. Протестираше ВМРО ДПМН, Груевски со пунтото го гледавме ли да вози по македонските улици? Вака сега, територијалната организација, јас На сум бил член на на парламентот. иста бина. Васко, може на ли? иста бина бе и Лупчо Ѓорѓевски, ако беа скарани и Никола Ако ми Груевски. дозволиш и Трифун Костов, да ви дозволам. Значи вака, бев член на парламентот. Имам водено со господинот Гештаковски министар за локална самоуправа дебата на оваа тема. Значи пазете, Охридскиот рамковен договор, ќе се согласите, требаше да има граѓански карактер, така ли? Да претвори Македонија во граѓански карактер.
држава со граѓански карактер, со граѓански права, човекови права и граѓански слободи, ние дозволивме и колективна манифестација, символите на заедниците. Дозволете сега да завршам. Ако ние тоа го дозволивме, ете, јас бев еден од тие, јас доста Димовски и Јупчо Георгиевски бевме 30 дена во Охрид. Заедно со сите други чинители, преговаравме. И добро, што е се потпиша сега. И што е суштината? Еве се на територијалната самоуправа. Што е суштината? Што е во парламентот ќе ви ги дадам моите стенограмите од дискусија. Што е суштината? Вие зашто се договаравте? Да престане војните действија. Кои војни действија? Тие што ги водеа дојденците нелегитимни вооружени формации од Меѓународен протекторат Косово. Значи албанците. Да. А дали таму учествува албански партии, легитимни албански партии, избрани, дозволете, избрани во парламентот, кои што се бореа во македонските вооружени формации и полиција. Рауф Рамадан, кој се сеќавате, беше директор на полицијата. Значи мораме многу прецизно да кажеме. Да. Значи војната во 2001 година да. Е помеѓу албанската паравојна структура УЧК, да. Кој подоцна станал политички субјект. Политичко крило. Да. На војната формација и влегува во парламентот. И македонската држава. Да. Значи тамо не се води војна со турците. Тамо не се води војна со власите. Тамо не се води војна со бошњаците или со ромите, се води војна со албанците. Добро. Рамковниот договор Добро. Е всушност договора за спречување на војната помеѓу македонците и македонската држава и албанците. Значи ние можеме да говориме до заутре граѓански концепт. Тој договор кој е направен за да бидат обезбедени правата на албанците. Подоцна албанците го злоупотребуваат тој договор и добијат многу повеќе права од тоа што ги има, па ги асимилират ромите, ги асимилират македонците муслимани. И се претвара тој договор, претвара Македонија од граѓанско во етничко општество ја претвара. Во време на Никола Груевски, со наметнување на стратегијата победник со победник прави влада, ја претвара Македонија во бинационална држава, кај што имаме победника македонците и победника албанците. Чива сугестија беше тоа Васко, победник со победник, знаете? Беше на меѓународна заедница. И мора да помена го прифати. Епа, сега говорам за тоа. Значи, 2004 година, концептот да се оди по етнички критериуми во формирањето на општините Кичево, Струга, сакам јас да кажам. Ајде кажете. Видете сега, имате во оваа држава сепак е држава со сите атрибути, нели? Има закон. Има закон. Не го постигна цензусот. Епа сега, кој има право, Васко, нешто што представува колективен идентитет без референдум да го смени името? И што да правиме, Грчев? Не, зборувам сега за уст. Не. ВМРО ДПМН јасно се произнесе дека во делот на тоа што представуваат меѓународните обврски на Република Македонија, ќе ги почитува, така? Ама пратеници од каде се? Па добро, сега. Од ВМРО ДПМН. Како го вративте Митко Јанчев кој го поддржуваше тоа поднесување на пратениците? Ќе ги вратите тие 8 пратеници? Не за со правење и со неправење. Значи политичките субјекти во Република Македонија на еден мизерен начин го смени името. Па дури беше многу почесно сега од ова временска дистанца ВМРО ДПМН да излезеше и да гласаше против на референдум. Почесно ќе беше, барем ќе знаевме македонците за што гласат. Вака нема цензус и тоа обезбеди Никола Груевски да може да се пазари со 8 пратеници да избега во Будимпешта. Не говорам за другото. Сега зборувам за правна држава. Ако вие и јас си дозволиме, Васко, да го смениме името на државата без пропишана уставна процедура, законска процедура, како се менува нешто што суштествено, тогаш вие кршите закон во Република Македонија. Го кршите законот, го кршите уставот. Вие без референдум, на лична иницијатива на една политичка партија, на одделни луѓе, менувате име на Република, а тоа не ви го дозволува народот. Значи, вие требаше да имате 850.000 тие луѓе, не. Јас и ти исто сме македонци, така? Да. Го споделуваме тоа. Сега, вие имате место 850.000 гласачи кои што треба да гласаат за промена на името, вие имате 610.000 граѓани. Ви недостасуваат 240.000 граѓани, една третина од потребниот квантум на гласови. И сега, прекрашен е уставот, прекрашен е законот. ВМРО ДПМН и покрај тоа сега, во ваква ситуација вели меѓународните обврски мора да се почитуваат. Тоа е реал политиката, така? Тоа го изјави раководството на ВМРО ДПМН. Дека тоа што е постигнато во Преспа, ќе важи како обврска на Република Македонија, но тоа не ја спречува процедурата во Македонија да се покрене во рамките на тоа што представува дали е дозволена или не уставна тужба, оти секој има право да се заштита на правна владење на правото. Да покренете уставна тужба, дали некој Маријан Ѓорчев или Васко Ефтов или X човек имал право
да постапи така спротивно на уставот и законите во Република Македонија. Во за тоа говорам. Вие прифативте политичката реалност, која требаше да направите ново парламентарно мнозинство. Ма не И само после, тоа, нема се секогаш. извинувам, и Да. после вториот круг на локалните избори, таму имаше едно масовно тркање на вомровските градоначалници, кој прв ќе каже дека името Северна Македонија е политичка реалност. Не кажав јас, кажува градоначалници. Ама Кажуваше сега поранешниот говориме за генерал, политичка реалност, говориме кажуваше сега така. поранешниот генерален секретар Јанушев, кажуваше градоначалникот на Бутов, кажуваше градоначалникот на Кисела Тоа го вода. слушавме на сите тие. Па сите тие како да се тркаа помеѓу себе, кој прв ќе каже дека тоа е политичка реалност. Зошто? За да биде направено ново мнозинство. Значи, Не, вие ама сте тоа спремни, влеголи- вие сте спремни да ги жртвувате националните интереси, како што велите, за одредена политичка прагма. Не. Фала многу. Многу благодарам стеќен на беше вас. задоволство, до некоја следна прилика. И мене исто така. И се надевам дека Да сме нешто живи- разјаснивме да од сме живи и некои здрави, работи. се гледаме некоја следна прилика. Сега во овие времиња треба да преживееме. Мислам, Треба да се преживее. треба да се Треба преживее. да се преживее. Фала многу. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Маријан Ѓорчев, второ интервју во период некаде од 12 месеци и првото и второто интервју отвараме многу клучни прашања, многу пикантни, многу ексклузивни информации. Добивате сосема нова една представа и слика на работи кои се случувале во Македонија, се случувале во ВМРО ДПМН и се случувале во тој однос помеѓу Софија и Скопје, македонско-бугарските односи. Ако ви се допадне емисијата, ново дружење, четврток во 22 часот. До четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.